Excel за почетници. Столбец диаграм ќе правиме. Направена е анкета на 150 жени со една прашање. Која големина на чевли носите? Резултатите: 15 жени носеле големина 35 или помало, 21 жени носеле големина 36, 72 жени носеле 37, 33 жени носеле 38, а 9 жени носеле големина 39 или поголема. И задачи имаме да направиме соодветна табела во Excel, да провериме дека податоците се во ред, тоа дека бројот на резултатите се соопаѓа со бројот на анкетираните, и да направиме столбец диаграм на податоци. Ја отвораме програма Excel. По стандардно се вика книга 1, бук 1. Ова ни е менито. Тука јас имам специјално нешто PDF за правење на PDF фајлови, а иначе другите се стандардни. Како што се менуват командите, се менуват и опциите во лентата. Главната команда е Home. Ова ни кажува каде се наоѓа курсорот. Овие се адреси. Адресите на келиите се чита првен буквата, односно колоната, па постои редот, односно бројот. Значи, моментално сме во келија А1, а тука кажува дека А1 нема ништо во него. Ако кликнам тука, сме сега во Б1. Ако кликнам тука, сега сме во Б5. Еве, Б5. Се враќаме на А1. Сега ќе го донесам описот на задачата тука, за да можеме да работиме. Првото нешто што треба да правиме е да ги погледнеме податоците и да решиме како да ги редиме во табела. Имаме 15 жени носеле големина 35. Во секој од тие делчиња има два типови на податоци. Има која големина на чевел и колку жени. Значи, ние треба да правиме табела со две колони, една каде што ги има големините на чевлите, а друго каде што ги имаме бројот на жените која носеле таа големина на чевли. Значи, првата колона, А1, како да ни се вика големина на чевли. Кликнеме во А1, свртаме на кирлица, почнуваме да куцаме големина на чевли. И или Enter или Tab, ако удриме Enter, ќе слези надолу. Во А2, ако удреш Tab, оди надесно. И ќе речете, влезе во Б. Не влезе во Б. Ако кликнам во Б1, гледате дека Б1 е празен. Ова само се повлече тука. А бидејќи ќе правиме со две колони, да ги маркираме двете колони и малку да ги прошираме. Кликнеме на А и влечеме до Б, и сега да ги шираме вака, и двете ќе се шират. Гледате, така. И сега се гледа јасно дека големина на чевли е во А1, а Б1 е празно. Значи, ова е сега број на жени. Кликнеме во Б1, почнуваме да куцаме на кирлица број на жени. И удреме Enter. Сега сакаме да ги внесеме податоците. Нема да кламаме помало или еднакво на 35, бидејќи може да прави проблеми. И плюс помало имаме, немаме помало или еднакво, значи ќе клаеме 35. Гледате дека надесно го префрли, а овие се налево. Ова е текст, ова е број. Ние ќе ги правиме сите да биде по средината. Моментално само ги внесеме. Значи 35, број на жени колку имаше? 15 жени. Кликнеме долу тука. Имаме 36, можеме сите големини да ги правиме, тие лесно, 37, 38 и 39. Се враќаме тука да најдеме колку. Значи имаше 21 тука, 72, 33 и 9. Рековме дека сакаме се да биде центриран и убаво ќе беше да има и линии околу него, за да се знае дека е табела. Ова ако се печати, нема да има линии. Значи, кликнеме во првата, влечеме целата вака,
береме тука помегу овие двата. Ова е вертикална ориентација, значи сакаме централно, и хоризонтална ориентација. И тоа централно сакаме. Значи, со овие двата и центар се. Одеме тука, овие се со границите, и одеме до all borders вака. И сега убаво не личи како табела. Тоа беше првата наша задача, да правиме соодветна табела. Доколку сакате овие да бидат со подебри букви, ќе ги маркираме, ќе клеме bold и ако требаше, уште малку ќе го ширавме ова. Значи, во ред ни е табелата, готови сме со тоа. Сега, пишеше дека имаме 150 жени. Убаво е да провераме дека имаме толку податоци. Значи, овие бројки тука треба да се соберат до 150. Како ќе провераме тоа? Ќе ги маркираме и плюс една долу тука. Значи, тие броеви и плюс едно и одаме на сума, на грчката голема буква сигма и ќе не ги собераме. И вели 150 и тоа да го клеме во средината. Така, и значи во ред ние. Тоа беше втората наша задача, да провераме дека имаме толку податоци. Сега ова не ни треба тука. Ќе го избришеме за да го клеме столбец диаграмот. Столбец диаграм, како се прави? Столбец диаграм се прават само податоците што ќе одат во стобоите. Така, овие ќе бидат висините на стобовите. Значи, овие после ќе ги додаваме. Овие се висините на стобовите. Insert. Еве вакво сакаме. Обичен сакаме. Еве го, само да го сманаме. Еве вака. Значи, тој самиот одредава и колку да бидат бројките тука, за да сите податоци да се соберат. Најпрво, бидејќи имаме само еден тип на податоци, не ни треба легенда. Значи, кликнеме на легендата и можеме да го бришеме. Значи, маркиране и delete. Така. Сега гледаме дека долу имаме 1, 2, 3, 4, 5, а вистина сакаме ова. Овие се податоци. Ова е клучно. Ова не е дел од форматирањето. Ова е дел од податоците. Значи, одеме во податоците, десен клик, select data. Значи, овие се податоци. И ќе не излези. И гледаме тука се 1, 2, 3, 4, 5. Значи, хоризонтално оската сакаме да сменаме. Кликнеме на Edit. И тој ни пара сега кои податоци. И кликнеме тука и влечеме надолу и тој самиот ќе ни наполни адресите што ни треба. И ОК, ајде го кренеме ова, гледате дека веќе се среди. ОК и уште еднаш ОК. Сега податоците ни се средени. Значи, тоа што се бареше нас го направивме. Направивме табела, проверавме дека податоци имаме наброј и направивме соодветен столбец диаграм.